Евангелие според Матеј, 22 глава. И одговарајќи, Исус пак им одговараше во параболи и рече: Царството небесно прилега на еден цар, кој направи свадба за својот син. И ги испрати своите слуги да ги повикаат поканетите на свадба, и тие не сакаат да дојдат. Повторно испрати други слуги и им рече: кажете им на поканетите: ете, приготвив јадење, јунците мои и се што е угоено се заклани, и се е готово. Дојдете на свадбата. Но тие го пренебрегнуваа тоа и си отидоа. Едни на нива, други по трговија, а останатите пак ги фатија неговите слуги, ги смеја и ги убија. Штом чу за тоа, царот се налути, испрати своја војска и ги погуби убиците и им го запали нивниот град. Тогаш им рече на слугите своји: свадбата е готова, но поканетите не беа достојни. Затоа, одете по крстопатите и колкумина ќе најдете, поканете ги на свадба. Излегоа слугите по патиштата, ги собра сите што ги најдоа, и лоши, и добри, и се наполни свадбениот дом со гости. Кога влезе царот да ги види гостите, забележа еден необлечен во свадбена облека. Па му рече: пријателе, како влезе овде необлечен во свадбена облека? А тој молчеше. Тогаш царот им рече на слугите: врзете му ги рацете и нозете, земете го и фрлете го во крајната темнина. Таму ќе биде плач и крцкање со заби, зашто мнозина се повикани, а малкумина избрани. Тогаш фарисеите отидоа и се советуваа како да го фатат во некој збор. И ги спраќаа кај него своите ученици, заедно со некои иродовци, кои му говореа: Учителе, знаеме дека си вистинит и на вистина ги учиш луѓето на патот Божји, и не се плашиш од никого, зашто не гледаш кој е кој. Затоа кажи ни, што мислиш, треба ли да се дава данок на царот или не? Но Исус го прозре лукавството нивно и рече: што ме искушувате лицемери? Покажете ми ја даночната пара. Тие му донесоа 1 денари. Им рече: чиј е овој лик и надпис? Тие одговорија: на царот. Тогаш им рече: подајте го царевото на царот, а Божјото на Бога. И штом го чуја тоа, тие се восхитија и откако го оставија, си отидоа. Во истиот ден пристапија кон него и садукеите, кои велат дека нема воскресение, и го прашаа, говорејќи: Учителе, Мојсеј рече: ако умре некој без деца, тогаш брат му нека ја земе жената негова и нека му подигне потомство на својот брат. Кај нас имаше 7 браќа, првиот се ожени и умре, па бидејќи немаше пород, ја остави жената своја на брата си. Исто така направи и вториот, и третиот, се до 7-миот, а по сите нив умре и жената. При воскресението, на кого од 7-мината ќе биде таа жена, бидејќи со сите живеела? Исус им одговори и рече: се лажете, зашто не ги познавате писмата, ниту силата Божја. Зашто при воскресението луѓето нити се женат, ниту се мажат, туку се како ангели Божји на небото. А за воскресението на мртвите не сте ли читале што ви рекол Бог, велејќи: Јас сум Бог Авраамов, Бог Исаков и Бог Јаковов. Бог не е Бог на мртвите, туку на живите. И народот, слушајќи го тоа, се восхитуваше на неговата наука. Кога фарисеите слушнаа дека ги замолчи садукеите, се собраа заедно. И еден од нив, законник, искушувајќи го запраше и рече: Учителе,
Која заповед е најголема во законот? А Исус му одговори: Возлюби го Господа својот Бог со сето свое срце и со сета своја душа и со сиот свој разум. Тоа е прва и најголема заповед. А втората е слична на неа: возлюби го својот ближен како себе си. На тие две заповеди се држат целиот закон и пророците. И кога се собра фарисеите, Исус ги праша и рече: Што мислите за Христос? Чиј син е тој? Му одговорија: Давидов. Им рече: Како тогаш Давид преку Духот го нарече Господ велејки: Му рече Господ на мојот Господ: Седи од мојата десна страна, додека не ги положам непријателите твои во подножјето на нозете твои. И така, ако Давид го нарече Господ, како тогаш може тој да му е син? И никој не можеше да му одговори ниту збор, и од тој ден никој веќе не се осмели да го праша.